Колку ефикасно институциите одговараат на пријави за уцени и демнење, колку брзо и што преземаат. По трагедијата која утринава се случи во Кочани, неодговорени остануваат низ прашања. Киро вели дека повеќе од потребно е ваквите пријави од страна на граѓани, пред се од жени да бидат сериозно сватени од институциите и навремено да се реагира за да не се случуваат настани како овој утринава, кога маж од Кочани со нож уби 46 годишна кочанчанка. Во конкретниот случај уцената е сериозно кривично дело за кое што е запретена и висока затворска казна до 5 години затвор. Може би институциите не ги сватиле сериозно во почетокот пријавите на жената, бидејќи како што гледаме 7 години траела таа агонија на жената, не била сватена сериозно нејзината пријава и најверојатно тоа обесхрабрила жената да и понатаму пријавува и да бара помош, се додека не била како што читаме финансиски исцрпена и во тој случај повторно се обратила до органите. Прашање е кога пријавила, колку и што се превземала во меѓувреме, колку сериозно е сватена незината пријава и дали е направена проценка на ризик. Бидејќи се случило убиството во раните утрински часови пред куќата, можеби е била предмет на демнење. Дали тоа било препознаено од институциите? Кога се работи за демнење имаме сериозни проблеми, бидејќи најчесто тоа според тоа што ние го работиме го прават лица кои што се психички, да речеме, нестабилни, можеби имат некакви душевни заболувања и представуваат секогаш ризик. Проценка на ризик треба да се прави уште при првите пријави, вели Киров, посериозно да се сваќаат пријавите на граѓаните и на тој начин превентивно да се делува. И ако се прави подобра проценка на ризик, тогаш ќе можеме и да ги антиципираме оние случаи кај што постои опасност од фемицид, од убиство. Така што најверојатно ќе треба многу посериозно и попрофесионално да се прават уште на првите пријави да постапуваат полициските службеници и они од центрите за социјална работа. Тие се први на удар. Од основното јавно обвинителство Кочани во врска со настанот соопштија дека од нивна страна е извршен увид на лицеместо пред семејната куќа каде беше убиена жената. Телото е дадено на обдукција, сторителот на делото е лишен од слобода. Се постапува за расчистување на настанот и испитување на мотивите за убиството, стои во соопштението од основното јавно обвинителство Кочани.